Да, како тие што одлично ја познаваат црковната историја, Македонската православна црква гледа на потеклото на Охридската архиепископија, чија наследничка е и кој ја формирал. Дали некогаш била бугарска? Во живо прашувам Ивана Соколович-Најдова. Македонската православна црква, Охридската архиепископија никогаш не била бугарска црква, ниту пак својот континуитет го води од бугарската патриаршија. Ваков е ставот на митрополитот Тимотеј, кој што во изјава за Сител ги коментираше последните превирања и проблематизирањето на континуитетот на Охридската архиепископија. Вели дека никогаш ова архиепископија, нашата Охридска архиепископија не била бугарска. Она што сега го промовираат бугарските политичари, вели дека води корени од нивни лични други побуди. Меѓутоа, она што е јасно, Тимотеј вели дека Македонската, односно Охридската архиепископија од секогаш своите корени ги води од времето на византиското владење, односно владењето на императорот Василий II. Од тука ниту пак се разговара, ниту пак може да се разговара како Охридска архиепископија која што потекнува или води континуитетот бугарската патриаршија. Еве дел од разговорот кој што го водевме со митрополитот Тимотеј. Никогаш во историјата таа не била бугарска, таа била секогаш охридска. А вие знаете дека во истовремено во една држава или во едно царство, како го сакате да речете, не може да постојат две автокефални признати цркви. Цело време кај нив постои долг временски период Трновска патриаршија, кога стои Охридска архиепископија. Така да секој човек малку што ќе размисли со здрав памет ќе заклучи дека тоа е невозможно, а тоа што денешните бугарски историчари или државни власти сакат, тоа е најверојатно мотивирано од други побуди, но без никакви аргументи историски. Таа екзистира и постои благодарение на Византиското царство, односно на Василевството, на царот, а не ниту на Цариградскиот патриарх, уште помалку пак на бугарскиот или било кој друг. Црква во еден комонвелт, ако сакате, мислам со современ јазик, таа не била во својата историја ниту бугарска, ниту српска, ниту македонска во денешна смисла на зборот, ниту византиска, туку на сите православни луѓе кои што живееле на тие простори, а таа зафаќала, како што знаете, од Дунав и дури онаму до Молдавија, до Романија, па до Јужна Италија и дел од Грција денешна и Бугарија и Србија и така натаму. Така да тоа е позната факт, тоа се познати историски факти, не се тоа измислици од еден или од друг. Да, ова беше ставот на митрополитот Тимотеј во однос на она чив континуитет води Охридската архиепископија, но го прашав и дали воопшто ваквите политички превирања и констатации на историчарите од Бугарија може да влијаат на Македонската православна црква, меѓутоа Тимотеј вели дека тоа нема да се одрази на функционирањето на нашата македонска црква, дотолку повеќе што и дел од бугарските свети лица признаваат дека Охридската архиепископија е дел од Македонската православна црква и таа припаѓа на овој народ, бидејќи како што вели Тимотеј, Охридската архиепископија е во Охрид и таа припаѓа на македонскиот народ, а досега ниту еднаш Бугарија не придонела било на кој начин за да се возобнови ова архиепископија. Еве го и овој дел од разговорот. Или непознавање бугарско, или пак една безобраштина и некултура, како што ја покажуваат на повеќе планови во последно време. Но тоа нема гајда, тоа може они да си сонува што сакат. Мислам, таа историја не ја представуваат само историчари на бугарската држава, па дури во Бугарија има луѓе по разборите кои што ги знаат историските факти. Пред некој време им напише еден професор на теолошки факултет дека Охридска архиепископија никогаш не била бугарска. За нас е Охридска архиепископија. Охридска архиепископија денеска се Охрид наоѓа во Македонија и природно му припаѓа на тој
тој народ во кој што е. Зошто не се бугарите обиделе некојаш да ја возобновуваат ако е нивна? И во историја никош не со прст не мрднале да ја обновуваат. Да, тоа беше Ивана Соколовиќ најдова во живо за ставот на МПЦ, а во центар